Немојте да мислите дека менторскиот процес е процес во кој што некој постојано ќе ви кажува што треба да направите. Тоа е процес на прашања и процес на одговори. Не е срамота да побараш поддршка, не е срамота да поставиш прашање, а менторот може само со своето искуство да ти помогне тебе да го најдеш одговорот, а не да ти каже што да правиш. На некој начин менторството за мене беше на моменти бесплатна психотерапија, од друга страна бесплатни бизнис совети. Не можам да кажам дека се бесплатни, бидејќи тоа на крајот денот за Јелена во мојот случај беше бидејќи сакаше да помогне на млади девојки да се остварат и да дојдат до остварување на своите цели и замисли. Така да многу сум благодарна што имав Неза, бидејќи она го поминала тој пат и некако беше многу лесно да ме разбере се што поминувам. И мислам дека нешто што менторството како процес трае цел живот, не е нешто што завршува. Главна цел реално беше да најдам пракса, да најдам работа. И патов дури да стигнав до праксата и работата што требаше да ја стигнам, беше пропратен со буквално со секој чекор. Марија го следеше. Ми даваше некакви совети во стил каде грешам, што треба да поправам за да стигнам до финалната цел. И од тука почна моето ново патување со неа. Ми покажа нови перспективи. Ми помогна да се видам себе како што ме гледаат другите, затоа што многу често забораваме да се гледаме себе си како што не гледаат другите. Со факти и со разни алатки ми помогна да си поставам приоритети и да почнам да чекорам по еден нов пат, кој до тогаш ми беше најверојатно страв да почнам да чекорам. Процесот на поврзување со самата менторирана девојка или менторка е премногу едноставен. Се работи за слични интереси и поради тоа процесот е прилично лесен. Се поврзуваме преку мејл, се доделува конекцијата и потоа Стела испраќа гайдлайнс кои што се во една многу од корист, бидејќи преку тие гайдлайнс ние се водиме во текот на целото менторирање. Одговарањето за своите задачи, остварувањето на своите цели пред човек што е непознат, за дека носи поголем плод. Бидејќи некако си оставаш простор себе си да размислуваш дека да, значи морам ова да го завршам со цел да се оправдам пред својот ментор. И менторскиот процес едноставно да, треба да биде и да речеме некое прекрасно другарство што би произлегло во иднина. Многу е потешко да бидете ментор колку да бидете менторирани, морам тоа да го кажам, но од друга страна ги споделувате сето оно што го имате претходно научено, а воедно и тоа што сте го научиле низ животното искуство и бизнес искуство. Со Катарина развивме една многу интересна менторска врска, каде што толку брзо го гледав нејзиниот развој, односно бизнисот за толку краток период, и остварување на мислите и желбите кои што ги имаш и сето тоа кога секој нејзин успех, на некој начин јас го чувствувам дека е некој мој минимал успех, затоа што сум учествувала индиректно во целиот тој нејзин процес. Во цел тој процес многу ми помогна разговорот со неа, нејзиното мислење. Она што се случи, оно што почна да се случува всушност беше јас основав организација која што е наменета за млади родители, која што помага на млади родители. Наменета е за едукација, за креање на свест и веќе во тек се 2 настани кои што ги организирам со оваа организација. Девојката која што ја менторирам јас сега, млада жена, работи на климатска и социјална правда. Тоа е исто една нова тема која што тешко е да се објасни на некого што значи и како значи. Таа ми се довери дека тешко ми е да објаснам на моите дома што работам.
кој е ефектот на мојата работа. Така да мислам дека многу млади девојки и жени се соочуваат со сето тоа и се радувам што можам со моето искуство да помогнам некому да го тоа преброди. И давам многу интересни совети кои што може да се поделат во било која сфера, но мислам дека и користеа, затоа што еве успеа за релативно краток период да стане координатор за Југоисточна Европа и на европска мрежа на невладени организации и на меѓународна мрежа на невладени организации, да се запише на магистерски студии, да го продолжи своето образование. Тоа беа совети, разговори, насоки. Во тој процес и јас многу научив. Секоја девојка може да биде дел од оваа мрежа. И сметам дека е многу битно сите ние да имаме свој ментор, бидејќи само така можеме да ја задржиме таа женска солидарност и потоа да се надградиме или да добиеме нешто ново како информација, без разлика дали е тоа кариерно насочување или нешто кое што е на академски план.